Во следните неколку дена ќе се знае какви мерки ќе превземе владата за заштита на животниот стандард, откако извештајот на Државниот пазарен инспекторат и Министерството за економија, кој се анализирал на последната владина седница, покажал дека кај одредени зеленчуци и јајцата изминативе 2 месеци цените пораснале за повеќе од 10%. Премиерот Христијан Мицкоски, одговарајќи на новинарско прашање, рече дека во моментов размислуваат како да дојдат до пониски цени за одредени производи, каде зголемувањето и над 10%, но истовремено уверува дека анализата покажала дека кај одредени производи овие неколку месеци имало и намалување во цените. Извештајот во кој биле анализирани цени на 55 основни производи од 1 февруари до 1 април покажал раст од 0,4%. Владата не очекува, како последица на војната на Блискиот Исток, да имаме значително повисока инфлација во април од 5% во март, во однос на цената на лебот и најавите на дел од пекарите дека истата може да се зголеми. Премиерот уверува дека не само што е иста, туку одредени лебови се продаваат и по пониски цени. Дојдовме до заклучок дека зголемувањето на цените е отприлика за 0,4%. Имаме некакви индикатори за одредени производи кои што ги зголемиле своите цени за неколку проценти, односно за двоцифрен број проценти, да бидам попрецизен, тоа значи над 10%. Па кај зеленчукот најчесто тоа се, да речеме, забележано е кај доматите, кај краставиците, кај јајцата. Нафтените резерви во земјава се на истото ниво како што беа и пред почетокот на кризата. Мицкоски вели дека ниту еден литар досега и покрај зголемената побарувачка не бил потрошен. На владината седница продолжена е кризната состојба, а доколку е потребно според најавите на вонредна седница деновиве, можно е да се проложи мерката за намалено ДДВ, а во зависност од цените на берзите, може повторно да се интервенира и кај акцизите. Но истата е таму, бидејќи континуирано се користи тој продуктовод, еве да бидам попрецизен, за транспорт на овие деривати, така што состојбата е стабилна, непроменета, конзумот е ист, не паѓа, имаме денови со над 2 милиони литри кога се испорачува дизел гориво и безоловен за нашите граѓани, но и за граѓаните од соседните земји. Вчера по еден месец континуиран раст со последната одлука на регулатор на цената на дизелот се намали за 2,5 динари за литар, а се намалија и цените на бензините. 95 и 98 сега се продаваат по цени од 82 и 84 динари за литар. Дополнително до крајот на месец април важи и попустот кој ОКТА им го дава на компаниите кои се снабдуваат од рафинеријата. Со што цените на дизелот треба да се намалат за дополнителни 3, а на бензините за дополнителни 2 динари по литар.